Преголема брзина и нецелосно функционирање на кочниците на автобусот на Durmo-Tours. Ова е главната причина за несреќата што се случи кај Ласкарци на 13 февруари каде загинаа 15 лица. Истрагата на јавното обвинителство утврдила дека автобусот се движел со брзина од 100 км на час што е недозволена, пошто возачот изгубил контрола врз автобусот. Обвинителот Сашо Рајчев, кој ги соопшти деталите од досегашниот тек на истрагата, рече дека инструментот за автоматско мерење на брзината на возилото бил штелуван и возачот манипулирал со тахографот. Главна причина е брзината. Значи недозволена брзина и неможноста да соодветно сопре за да избегне катастрофалната незгода, а од друга страна и нецелосна исправност на уредите за сопирање. Тие се главните причини. Затоа што претходно и покрај тие недоследности при техничките контроли не биле евидентирани и не биле отстранети. Обвинителството ќе побара притвор за 6 мина и мерки на предпазливост за едно лице, сите осомничени за трагедијата кај Ласкарци. Според обвинителот, 6 мина се сомнича за тешки дела против безбедноста на патниците во сообраќајот. За едно лице нема да се води предистражна постапка, но ќе добие кривична пријава за злоупотреба на службена положба. Истрагата открила дека автобусот во јуни бил на технички преглед, но и покрај тоа што биле откриени недостатоци во работата на кочниците, во декември лани била издадена документација дека возилото е исправно. Сите овие 7 лица се лишени од слобода. Се наоѓаат во полициска станица во Скопје. Во текот на денешниот ден ќе бидат изнесени пред судија на претходна постапка. За лицата за кои што е отворена истражната постапка, обвинителството ќе даде предлог за определување на мерка притвор. За седмото лице ќе предложи обвинителството мерки на предпазливост. Меѓу приведените се и возачот и сопственикот на Durmo-Tours. Инаку автобусот сообраќаше на релација Скопје-Гостивар со 51 патник, сите од Гостивар. Автобусот излета од автопатот Тетово-Скопје. Загинаа 15 луѓе, а 37 беа тешко повредени. Еден месец по несреќата во болница се уште има еден пациент. Тоа е 19 годишната девојка на која и беше ампутирана ногата.